Добри ден во студио за моите гости, Дане Талевски, вие сте советник за надворешна политика кај премиерот Заев и Мирча Дамчевски, мојот колега новинар. Одиме прво околу последните вести, односно вие бевте во Брисел, се работи за засилена офанзива за влез на Македонија во НАТО, зачудувачки заради тоа што се инсистира со официјални изјави, дури министерот за надворешни работи Никола Димитров кажа во интервју за Financial Times дека се размислува за референцата за влез на Македонија под референцата БРМ. Зошто Грција би се согласила? Кога вака самоувереност се настапува и се даваат некакви најави. Вака прво сакам да кажам накратко за посетот дека ова е за прв пат висока македонска државна делегација да добија таков прием во Брисел и да добија толку многу состаноци на високо ниво во еден ден. Да, но секако тие очекуваат и ЕУ и НАТО реформи. Очекуваат реформи, ама заради тоа веројатно и висока делегација. Не, ама тоа сакам да дојдам до друга поента. Прво, ова беше првата официјална посета и јасно ја покажува ориентацијата на новата влада која е безкомпромисна кон ЕУ и кон НАТО. За новата влада нема алтернатива членството во Европската унија. Добро, тоа го знаеме од платформата на тоа што добивме. Сега одговорете ми точно и прецизно зошто се надева оваа влада дека ќе влезе под БРМ референца. Значи доаѓам до тоа. Состаноците на високо ниво покажуваат дека има голема поддршка, има голем интерес за Република Македонија да напредува во процесот на интеграција. И од Грција има поддршка? Прво има поддршка од официјалните институции, од ЕУ. Но сега Грција зашто треба да биде заинтересирана, бидејќи Грција пред се е заинтересирана да има стабилен регион, да има добри односи со соседите и да не придонесува во некакви регионални безбедносни, односно да придонесува кон регионалниот и колективниот систем на безбедност и на сигурност. Тоа е главен интерес на Грција. Тоа е желбата или желбата на Грција? Тоа треба да е и е од онаа што го знам од нивните официјални позиции, главен стратешки интерес на Грција е соседството да биде мирно, да биде стабилно и да биде демократски. Ова што викате дека ќе биде Македонија примена под референција. Ова што викате дека имаше од министерот за надворешни работи изјави, интервјуа и во Financial Times и во Politico го потврди и премиерот Заев на пресконференцијата со Столтенберг дека тоа се нашите стартни позиции. Би сакале да влеземе во НАТО што е можно поскоро и би сакале тоа да биде под привремената референца и се надеваме дека тоа ќе ги овозможи релаксација на односите, подобрување на диалогот и затоплување на соработката. Околу Грција ве прашувам. Сега јас можам да зборувам како представник на македонската влада, не можам да зборувам од позиција на владата во Република Грција. Но имате информации. Јас не очекувам вие од нивно име да говорите, но имате веројатно информации дали Грција би се согласила. Значи, тоа е прашањето. И ве прашувам зошто би се согласила. Додека го водиме овај разговор, министерот Никола Димитров патува кон Атина за да се сретне со Коцијас. Мора да почнеме мора да ги продолжиме мерките за градење на доверба, мора да ја подобриме соработката. Тие имаат право на вето во НАТО и во Европската унија. Се надеваме дека ќе ги убедиме да не го користат толку интензивно колку што го користеа, на пример да ни дозволат да ги отпочнеме преговорите. Сега ќе се обидеме тоа да им дадеме што е можно повеќе аргументи да ги подобриме односите, да ја сменат нивната позиција, а воедно ќе им направиме што е можно потешко да го користат правото на вето, бидејќи тоа не доаѓа без цена за нив. Секој нивно користење и понатамошно блокирање на Република Македонија во процесите за интеграција во ЕУ во НАТО има одредена консеквенција. Кои се тие консеквенции? Консеквенции се кои сега значи вака. Баратате? Па не само ја да баратам, мислам дека е очигледно за целата јавност, за регионот и слушнавме многу јасни пораки во Брисел и во НАТО, мора да се заокружи интеграцијата на НАТО, да не биде... Не, велите ќе има консеквенции. Па консеквенции може подобро е да се внесе Македонија во ЕУ во НАТО за да биде постабилна. Подобро е Република... Консеквенции за Грција. Ако Република Македонија остане надвор од НАТО, нема да биде тоа добро за стабилност и безбедноста на регионот.
И од тој аспект е од интерес, во интерес на Република Грција. Да, тоа го кажавте, Значи, тоа е консеквенцията. Друга работа, ако Грција сака да биде добар стратешки партнер на ЕУ и на НАТО, треба да работи да ги во интерес на нивните заеднички интереси. Да, добро е да го вклучиме мојот колега. Кој е вашиот став? Зошто Грција би се согласила сепак да одиме под референцата во? Јас мислам дека Грција кога веќе се доживеа дебакл на НАТО самитот 2011. Тешко дека ќе согласи Грција. Јас сум оптимиста и мислам дека ќе успееме да влеземе под привремената референцата, меѓутоа мислам дека јасен беше вчера и Столтенберг, тој кој рече дека договорете се, вие договорете се, докога се согласите, вие кажете, меѓутоа ако ги следевте грчките медиуми, грчките реакции што беа вчера, и река да, можеби да се направи нешто со референцата, меѓутоа и да се стави рок до кога мора да се реши прашањето, затоа што тие се барата со 2 години. Грците се барата со 2 години, меѓутоа Грција се плашат ако влеземе ние во НАТО и после ќе се заборави на тоа, име ќе се фрли некаде настрана и Македонија ќе биде членка на НАТО. И предпоставувам се со тек на време можеби кога ќе одиде за влез на Европска унија, тоа можеби ќе биде по 7-8 години за Македонија. До тогаш евентуално може ќе се стави некаков рок Македонија во тие рамки да испреговори со Грција некакво заедничко решение. Но гаранции Македонија не може да даде дека не можеме да даеме затоа што ние не знаеме прво што ќе биде испоставено. Тогаш зошто би се согласила Грција? Тоа е прашањето, без гаранции. Па нормално Грција ќе инсистираат на тоа и ако се направи како договор мора на писмено, тие ќе бараат на писмено договор дека во наредните 5 години Македонија мора да го реши прашањето што ги имаме со незиното име. Прво не треба да ги подигаме очекувањата дека Грција утре ќе се согласи. Да. Значи на Македонија долго време ова прашање запоставено. Не зборувам конкретно за спорот со наметнатиот спор со Грција, туку нашите аспирации, желби и работењето на реално Македонија да се внесе во ЕУ во НАТО долги години беше запоставено. Сега за прв пат имаме нова реформска влада што има силна ориентација кон ЕУ и кон НАТО. Така да ќе треба време, прво и ние да ги подобриме нашите позиции во Брисел. На кое време мислите? Билјана, времето е релативна категорија во политиката. Ако има резултати во што е можно поскоро време, толку побрзо ќе се заекнат нашите позиции. Значи не треба да оперираме, многу е лошо тогаш се подигаат очекувањата, дали ќе биде за година, 2, 5 или 10. Неспорно е дека е во интерес на Република Македонија, на сите наши граѓани, од сите партии, од сите етнички групи, што побрзо да одиме кон ЕУ и час поскоро да влеземе во НАТО. Тоа е во интерес, како што кажав, и на овие колективни организации, како на ЕУ, така и на НАТО, и е краен интерес исто и на Република Грција. Сега треба да ги убедиме нив дека си работат на своја штета со тоа што нас не блокираат и цело време не држат да одиме споро. Постојано говорите, велите ќе убедиме. Значи треба не можеме ние, мислам како ќе убедиме Грција. Како ќе убедиме Грција е веќе како ни беа дека доаѓа политичари рекоа тие се внатре, вие сте надвор. Значи треба да ние не можеме да ја убедиме Грција. Мора да ја убеди Грција таа кај што таму каде што е внатре. Значи тие треба да убедуваат. Ние не можеме да ја убедиме Грција со нашата добра волја искажана сега за кооперација, со работка, за подобрување на односите. Сепак некој ќе мора однадвор да изврши притисок, како што се врши всушност во политиката, притисоци се вршат. Ќе мора и врз Грција се направи притисок да се согласи на некаков компромис во поглед на Македонија. Иначе што се однесува до времето кога на почетокот 90-тите години кога се отвори прашањето за името, ставот на Македонија беше тие имаат проблем со нас, времето на наша страна. Меѓутоа има пред многу години еден јужноамерикански политичар искажано мисла дека кога има спор меѓу поголема и помала страна, тогаш одлагањето на спорот е на штета на помалата страна. И тоа се покажа кај нас. Ние го одлагаме, да, времето на наша страна, времето на наша страна, меѓутоа се виде како ескалираа состојбите, значи прво беше преговори за името, па потоа се додаваат други работи, не знам, јазици, мазици, така натаму, така што мислам да сега додека
да речеме, амбицијата или желбата на новата реформа да се направи нешто, тие мора да бидат енергични, постојано да притискат, постојано, па и со дело со пресудата што е донесено во наша полза во поглед на користењето на референцата. Така да мораме да бидеме енергични, амбициозни и да притискаме, што повеќе да притискаме. Ако ги оставиме работите да се течат, бевме во Брисел, ниве тие вака, сега ќе оди Димитров ќе се види со Козијас, ќе направи некаков договор, мораме што поитно и поенергично, па дури ако треба и безобразливо во одреден поглед, мислам политички да бидеме. Добро, физички е неможно да се постигне повеќе од ова во првата недела на функционирање на владата. Значи за долгорочно планираме да останеме. Јас зборувам за дека може и за година и пола завршат работите. Не планираме темпото и динамиката на работа, на притисок, на ангажман и на дипломатско действување да падне. Баш напротив, планираме да се интензивира. Прашавте за инструментите, како да ги убедиме, Мирчевски спомна еден од нив, пресудата на Меѓународниот суд за правда 2011 година досега беше игнориран факт. А еден од најсилните инструменти што Македонија, државата, ги има во својот инструментариум, што може и треба да го користи. Тој ќе биде реафирмиран како аргумент плюс. Друга работа, викате с кого да убедуваме. Повеќе има актери во Грција. Кога зборуваме за Република Грција, тоа не е еден. Има внатре повеќе актери, треба да се комуницира со грчката јавност, со грчкиот парламент, со различните политички партии. Треба да ги убедуваме нив дипломатски, да отвориме процес на диалог и тие канали на комуникација да бидат поинтензивни. Во исто време треба да ја убедуваме и нашата јавност, и кај нас ние имаме различни актери, околу политички нашата јавност партии. да ве прашам. Никола Димитров во тоа интервју вчерашно на Financial Times најави дека треба да се очекува референдум и партиски консенсус. Не знам дека Димитров најавил нешто што не е познато и кажано. Партискиот консензус мислам дека постои една од работите за една од малкуте работи. Меѓупартиски претпоставам консензус. Да, меѓупартиски, значи потребата од сеопшт консензус е никогаш не била спорна. Мислам дека Димитров, како да не измислил топла вода, тоа е општо познато. И второ, прашањето за... Вие сте оптимист дека на референдум доколку се излезе со промена на име? Значи сега одиме чекор, не чекор, туку светлосни години нанапред. Прво зборувавме како да најдеме модус, така, да ги подобриме односите и комуникацијата со Грција, за да може да се придвижиме кон неа и да влеземе во НАТО. Македонската јавност треба да ја подготвуваат. Ја подготвуваме, меѓу другото, со овие разговори, со овие интервју. Но, решавањето на спорот со Грција, тоа е друго прашање. Тоа е далеку пред нас во иднината. Во тоа со право прашувате. Која иднина, не разбирам. Вие не го поврзувате решавањето на името со НАТО. Го поврзуваме, но не го поврзуваме со влезот во НАТО. Да, за влезот во НАТО кој... Па мислам дека се јасни позициите и на Димитров што го кажа во Politico Financial Times и на Заев на пресконференцијата со Столтенберг, дека она што го бараме е Грција да го почитува да ја почитува привремената спогодба и да дозволи Македонија да влезе во НАТО под привремената референца. Но за некоја година треба потребна е промена на името. Ама тоа Билјана, значи тоа е следниот и понатамошен чекор. И тука треба да се работи со нашата јавност, не треба сеопшт. Прво и ние имаме консензус дека нема алтернатива за ЕУ и за НАТО. И тоа е сеопшт партиски, меѓуетнички и цела држава. И постои високо расположение во јавноста за тие стратешки цели. Но, за решавање на спорот со Грција мора да се зајакне, не сега постои само свесноста дека има потреба за тој сеопшт консензус, ама мора да дојдеме до тој сеопшт консензус и додека и во процесот на градење на тој да изградиме консензус и да најдеме взаимно прифатливо решение со Грција. Во ВМРО во меѓувреме. Многу работи се потребни. Ја можам да зборувам она што е во наша надлежност, но сосема сте во право, се потребни многу конструктивни, здраворазумски и подеднакво посветени политички актери во Република Македонија кон сите наши заеднички цели. Апсолутно. Ајде околу друга работа, значи тоа е еден процес кој ќе трае. И ние сега ќе влеземе во еден, ако ми дозволите така да се изразам, во еден танц со Грција. Но би сакале почетокот на тој танц да биде преку една прослава на нашето влегување во НАТО како 30-та земја членка
на системот за колективна безбедност. И мислам дека тоа ќе ги релаксира многу односите, ќе релаксира многу безбедносни прашања и ќе релаксира многу внатре политичките односи, како во Грција, така и во Македонија. Добро. И какви ќе бидат руските реакции доколку ова се случи? Знаеме какви се руските реакции за влезот на Црна Гора. Тие ќе да го скажате примерот за Црна Гора, нормално русите нема да им биде мило, меѓутоа тие забораваат уште 90-те години го изгубија Балканот, политички зборува. И еве сега едно време дури кога дојде Путин 2010-те години и рече нема го изгубен политички, одиме со економија, одиме со култура на Балканот. И навистина почнаа да се развиваат, доаѓаат. Во Македонија има 30 невладини организации издруженија. Не ја знам бројка точна, знам дека ние објавивме. Да, знам дека имаат ова руски мир што е во рамките на универзитетот, што е и има друштва низ републикава македонско-руски, да речеме, соработка друштва, но не треба да им е јасно на русите дека Македонија за нив е изгубена. Треба тоа тие да си го избришат од глава. Тие исто како што се однесува сега према Црна Гора, така ќе се однесуваат и према нас, ќе ни ставаат сопки. Ќе прават медиумска пропаганда, надвор во Русија, па ќе ги користат натре наши луѓето кои што се поврзани со нив, дали се медиуми, дали се поединци, дали се организации, ќе организираат на секој начин да не дојде до консензусот за кој што зборуваме дека мора да се постигне за влез во НАТО, затоа што не забораваме во Црна Гора. Во Црна Гора консензусот не беше постигнат, во Црна Гора видовме што се случи. Значи влегоја во НАТО, немаше референдум, него со одлука на парламентот, затоа што таму голем процент, можеби 40 и повеќе проценти беа против влегувањето на НАТО. Сега ние за да го избегнеме тоа, мораме да го постигнеме консензусот, а Русија ќе работи на тоа да некако ако може да не се постигне тој консензус. Ќе ги користи сите можни, мислам, инструменти, да, и претежно на пропаганден план. Сметам дека нема да влезе толку како што беше влезено во Црна Гора со обиди за внатрешна дестабилизација на државата. Туку ова ќе го прави суптилно. Тоа што го прави и досега, преку разузнавачка мрежа, преку сега тоа за разузнавачката мрежа, ја да ви кажам, јас знам, партија ВМРО со председателот Иванов. Сега тоа за разузнавачката мрежа, мислам, тоа е голема штета што разузнавачки документи во Македонија излегуваат. Тоа е посебно прашање да си води тој што е надлежен за таа работа. Оти во Америка за 24 сати, во Русија ќе го затворат тој што изнел документи. Дистрибуира нормално тоа ќе биде. Меѓутоа тие ќе ги користат и тие. Скопје е станато Казабланка, поготово уште од мај 2015 година која беше вековите Македонија е Казабланка. Од секој гето на разузнавачките служби за кои пишуваат. Така да има многу, има многу присутни од западот, и од истокот, и од околните држави, нормално видаме и Србија, да не ги напоменам кои се имаат сите своји луѓе кои што работат и тие ќе се зависи која земја за што ќе биде настроена. И така ќе работи. Ако некому не му иде во полза Македонија да се стабилизира и да постигне внатрешен консензус за овие амбиции што ги имаме во Европа, таа ќе работи против тоа. Може да се очекува и Грција да работи против тоа. Може да се очекува и Грција да работи тоа. Сега умешноста е на политичарите и на специјалните служби да го невозможат тоа. Добро. И Бугарија е под знак на прашање, се разбира. Затоа реков и соседните земји зависи кој, пошто ние ако рековме дека имаме спор, односно Грција има спор со името со Македонија во однос на името, меѓутоа во последниве години гледаме и Бугарија и таа настапува преку Европската унија, преку Европскиот парламент, па влијаат во разни резолуции што се носат. И споменува ние можеби нема да ја поддржиме Македонија, треба да направи ова, треба да направи она. За да се влезе таму, треба да немаш проблеми со соседите. Еден од условите да бидат решени сите прашања со соседите, така што ќе бидеме на голем нормално за голем предизвик за Македонија ова сега. И тешка мисија ќе имаат и Заев и компанија таму, мислам, многу тешка мисија ќе имаат, меѓутоа јас сум оптимиста дека нема да подклекнеме и не треба да подклекнеме. Кога 25 години сме викале нека ќе покаже времето, не е времето, не треба да покаже времето, треба да се работи. И не само во Грција, што рековте, ќе почне танцот со Грција, сега ова не танцот треба во Брисел да се води и со НАТО и со Европската унија. Значи прво таму, а после и со грците нормално. На повеќе ниво. Околу Русија ме интересира дали сте
зачуден од излекоа многу документи во изминатиот период. Дали е тоа за вас изненадување? Дека така оперирала всушност Русија преку разузнавачи, цела мрежа е во прашање во медиуми, црква, бизнис заедница и политиката која пак транспарентно ја покажува својата улога. Не е изненадувачки што службите на различни држави си ги следат нивните интереси, изненадувачки што нашите служби потврлиле на тоа поле и што ваќе излегуваат во јавност многу сензитивни материјали. Мислам дека тука пред се потребни две работи кои се случуваат и ќе продолжат да се случуваат. Првата е потребна истрага за да се утврди точно фактичката состојба и второто е потребна темелна реформа на безбедносниот систем и тие две работи ќе се случуваат во тек. Не е прифатливо мешањето на странски држави во сензитивни внатрешни, и тоа не гради добри пријателски односи. И не се работи дали е тоа Русија било која друга земја, дали е соседна или е подалечна, но од друга страна Македонија како мала држава треба да има стратешки интерес да има што е можно повеќе пријатели и добри односи со различни земји во светот, вклучително и со Русија, но има некои позиција околу кои не може да има да се отстапи. Првата е дека Македонија за доброто на државата и на сите граѓани е дека мора да биде функционална демократија, каде што ќе функционира силно владење на правото и ќе има независни институции. Тоа е поврзано со нашата стратешка ориентација да станеме земја членка на ЕУ и на НАТО. Добро, околу руското влијание. Со Русија имаме добри односи трговски, економски, можеме да ги подобриме, но сме заинтересирани да имаме добри односи со нив, ако е можно да ги надминиме, но како што кажав, не треба да се сваќа како закана за Русија тоа што Македонија има силни аспирации да влезе во ЕУ и во НАТО. Тоа за нив е закана. Па не, видете, има многу земји и во нашиот регион кои се членки на ЕУ и на НАТО имаат добри односи со Русија. Грција, Бугарија, Унгарија на пример. И ништо не е спорно. Словенија земете лани Путин као цар беше дочекан. Турција го смени својот во НАТО и во Европска унија. Значи Турција го смени својот однос преку ноќ. Имаше криза со турната авион. Не, говориме дека подземно работи Сакам да му кажам следното. Македонија не може да го смени светот. Треба да се прилагоди на него. Русија е земја членка на Советот за безбедност на Обединети нации, една од најголемите сили во мултиполарен свет, и ние мора да се прилагодиме на тоа. Говориме за подземните влијанија, не и за прилагодување. Тоа ја го кажав на почетокот дека е потфрлање на нашите домашни институции кои треба да има истрага да се утврди пред се фактичка ситуација. Сега има малку шпекулации, има тука и доста и митологизација. Не знаеме што е до крај, до каде е вистината, значи тоа треба да се види. И друго е, неопходна се темелни реформи. За тоа да медиумската пропаганда е и тоа не е прифатливо. Влијанието преку невладени организации, издруженија. Па како да ви кажам сега? Влијанието во универзитетот, поранешниот ректор е почесен конзул на Русија. Сега па видете, од друга страна, ако некој има афинитети кон Русија и да има добри односи со Русија, се додека не загрозува витални интереси на државата, мислам дека тоа треба да се поддржува. Не може да бидеме, ние треба да бидеме под еднакво пријателски расположени, ако некој па има добри односи, симпатии код друга земја членка на ЕУ или Америка, па не треба тоа да му се земи. Постојат сомнежи дека сушност Русија ги дава пари токму на оние медиуми кои, знаете и сами, кои објавуваа за изборната победа на Трамп или работеа во контракампања, црна кампања за Хилари Клинтон. Потоа дојде времето на Емануел Макрон. Истата тоа приказна. Се само сомнежи, не, да, се разбира се сомнежи на разузнавачките служби. Не, ќе ви кажам и за Макрон. Не верувам, поготово за Макрон, што после излезе дека хакерот бил од Америка. Le Monde го напише тоа, дека хакерот бил од Америка. Ама сега методите се тие, не се руски методите, да ви кажам. Хакери најдобри можеби има во Кина, а во Америка можеби подобри од кинеските. Значи тие се нивни игри на големите сили. Меѓутоа, работата што е? Што овие ја искористиле својата позиција за време на изборите, речеме, во Америка и влијаеле на тие избори, меѓутоа русите зборувам. Меѓутоа, и тоа не е докажано. Еве сега ги обвинуваат Путин, сите изјави па и Лавров викаат
немате докази за тоа. Вие можеби се сомневате, но немате докази, дајте докази. Чим имате докази, нема да тоа ќе си го признаеме вината. Значи има работат едните и другите во низ цел свет хакерите. Мене повеќе ме вознемирува медиумската пропаганда. Медиумската пропаганда, значи преку медиуми, кај нас готови текстови се пренесуваат. Оние јас што ги читав наслови што беа во, да речеме, во руските медиуми што сегува, се пренесува во Србија, од Србија се пренесува во Македонија. Да. Дали се платени од руските, не знам. Тоа е како исто како што викаат Сорос ги плаќа овие, така овие вика сега ги плаќате руси. Не можам да кажам дека се платени, меѓутоа дека е пропаганда, дека се пренесува, да, факт е тоа. Да. Тоа е факт. Има друго прашање одека. Русија сега ќе инсистира, а и пак нема да успее, на тој план што беше прво Б4, значи воена неутрална зона на Балканот, во кој што требаше да бидат Босна, Србија, Македонија и Црна Гора. Црна Гора си отиде во НАТО, сега останува да речеме план некако П3, меѓутоа и тој нема да им успее, толку повеќе што Вучич и Србија и тие ќе бидат аспиранти за НАТО. Не треба да се забори, вчера прочитав некои текстови дека НАТО дава повеќе пари на Србија, има дадено, отколку Русија. Последната година, не ме држи за збор, околу 12 до 13 милиони долари дало НАТО, а Русија дала околу 400.000. Значи, соработката на НАТО со и институционална и веројатно и за воена, не можам да кажам, со Србија е поголема. А јавноста во Србија ја замајува со да НАТО не бомбардира, не прави ова, тие се лоши луѓе и така натаму, а на пракса, во пракса се работи повеќе, се работува со НАТО. Има 40-50 вежби повеќе направено воени НАТО и Србија, а со Русија и со Белорусија имаат 5-6. Сакам да кажам, треба и на српската јавност да отворат очи и дека сепак Србија работи на влегување во НАТО и ќе влезе во НАТО и нема да успеат русите она што ќе го прават тој план за воена неутрална зона. Да, кој го потпиша Иван Стојковиќ. Кој го потпиша Иван Стојковиќ и дури тоа е голема прашање. Иван Стојковиќ го потпиша не во име на можеби во име на неговата партија. Да. И тоа беа све опозициони партии, црногорски и српски. Да не забораваме. Меѓутоа Иван Стојковиќ во тоа беше член на владеачкото мнозинство. Дали прашал и изим не се спротивстави власта, не се спротивстави. Ние не се спротивстави. Што значи тоа? Меѓутоа еве сега излегува дека Стојковиќ работел за некакви служби и така натаму така. Меѓутоа пак го рекам и Талески го кажа, нашите служби ако веќе увиделе дека работи тој вака, тој онака века, па имаме институции, па ако треба ќе го протераме кој амбасадор или не знам сега, кој службеник тука илегално представува разузнавач ќе го протераме. Тоа се нормални. Тоа се институционални се тие решенија. Да, ти работиш против стабилноста на Македонија, си бил разузнавач, ќе те протераме од тука и готово. Најнормално е тоа, најнормално. А наши веси чутале сега додека ви излезе во вашиот вестник дека еве ги овие работеле. Да, се извинувам. Професионална деформација. Да, сакам, претпоставам ако завршувате. Да, завршувам, за Македонија како мала држава во еден фрагилен регион како што е Балканот, најдобро е да остане колку што е можно подалеку од геополитичките приказни. За да го постигнеме тоа, треба внатрешно да се консолидираме, да ја обновиме демократијата, да ги зајакниме независните институции и да продолжиме со нашиот пат кон новие колективни системи на безбедност, членство во ЕУ и во НАТО. Да, ама тогаш и Мегорини рече, овде кога беше овдека последниот пат, рече геополитичка станува ситуацијата во Македонија. Ама ние тоа треба да го избегнеме. Ние да го избегнеме, затоа треба таму ке Могерини да идеме, ке другите, ке третите, таму кај нив да работиме, за да не станеме дел од таа геополитичка. Затоа појдевме и работивме во пораки до граѓаните, кога ќе речат геополитички конфликт, тоа значи слоновите се борат. А кога слоновите се борат, најмногу настрадува тревата. Ние сме дел од тревата. Така да треба да ги избегнеме тие борби, да бидеме надвор од тој геополитички контекст, а тоа е најдобро да се заокружиме нашата приказна за која што постои голем интерес,
заради Република Македонија, но заради регионалниот контекст, спремни се доста пријатели, поддржувачи од надвор да ни помогнат, но и ние треба сами да си помогнеме и да ги подобриме односите и не само да влез НАТО, треба си направи новото власт треба си направи стратегија за односите и со Русија. Јас ќе ви кажам, Словенија пред многу години направија таква стратегија за развој на економските односи со Русија, преку комората. 200 фирми словенешки влезе, еден документ огромен. И Словенија денес има милиарда евра размена со Русија, ние дали имаме стотина милиони дали ние размената со Русија. Словенија денес членка на НАТО, членка на Европска унија. Путин лани беше дочекан као цар во Словенија. Значи може да се соработа, меѓутоа треба да се направи стратегија. Дајте да направиме стратегија за односите со Русија, а не само стратегија за влез во НАТО. Значи мора паралелно да работиме. Да, јас благодарам што бевте гости. Ви благодарам. Да, благодарам.